Ние убаво си се одморивме, исто малку си се расприкажавме, верам дека и во овој дел убаво ќе си позборуваме со нашите гости, но ето бидејќи го прекинавме Марко, застанавме кај тебе, па еве да испаднеме што се вели политички коректни, да. Супер, знаеш што сам многу интересно што ние споделивме уште на 15 теми, столно говориме. Да не мислиш Верче за хороскоп фативме тема. Да, стигнавме навистина до хороскоп. Чева, што си Марко хороскоп? Овен. Овен, нели се гледа? Овен и јарец вака. Збориме, каже, како ми рече дека овните се исти, реков. Не, дека се многу интересни, а специфични. Да, тоа јас си рече. Да, и исти, ама не се исти сите овни. Не се, стварно не се. Дори татко ми е овен, мајка ми јарец, еве тука така слични. Супер. Познато е на Верчево друштво. Познато ми. Така се собереме сите заедно како на ручек, така испадна. Може. Зато никој сме снижи, можеме сите да се собереме на ручек. Да, искрено не знам зашто станува збор што зборевме, стварно не ми текна. Дека ете короната малку те освесила да излезеш од машинеријата. Браво. И кој фала ти? Па не, затоа си. Тука кај што си. Нормално. Така да реално тоа беше уствари поентата зашто ми дојде многу убаво, затоа што си направивме рестарт, се наискрено. Првите 2-3 месеци ми беа премногу тешки. Значи, кога кажам премногу тешки, психички ми беа премногу тешки. Ти си човек кој не се вртиш дома. Значи, јас не само сум бил дома да спием, значи, комплетно си надвор, некој ти каже од утре. Домата те гледа, тебе не ти. Значи, не смееш да искочиш никогаш, веќе готово, ти тука завршуваш, да. Значи, крај. Затворени, да. Јас навистина ги праднав во озбилна депресија, значи, кога ви кажам озбилна депресија, значи, не ми беше добро. Стварно не ми беше добро и многу се згоев, кога ви кажам многу, мислам дека јас цел живот бев 80 кила, 82, 83, 84, тука бев цел живот, јас стоеш имав 114 кила. Па добро тоа, да. Што беше веќе надвор од секоја можна граница, значи веќе беше стварно ненормално. Ја и ден денеска имам проблем со тоа, пошто веќе си симнам од мене, јас имав многу килограми, ама требам уште многу да симнам. Али работиме на тоа турбо. Да. Така да, тогаш паднав многу вистина депресија, се вратив и сватив дека требам да почнам нешто ново да правам и тоа е да се вратам максимално во музика и да се посветам 100% и затоа и извадивме оваа песна. Ова е да се чисто да кажам искрено ове повеќе да се исполнам желба на мене и на мојот бенд, затоа што се тоа премногу мои драги луѓе без кои не можам да функционирам. Так. Знам дека нашето секое гледање дали по дома, дали во кола или било каде, знам дека та песна им значи премногу и си реков прво вадиме за нас и чисто да имаме простор да им објасниме на луѓе дека стварно ни е задна песна таквог типа, пошто стварно мислам да рок-н-рол повеќе нема. Тоа сакав да те прашам во однос на жанровите. Па мислам дека повеќе не чекам дека изумира, мислам дека тоа е многу груб зборе. Не изумира, али стварно не е толико веќе модерен. Што е сега, попот ли е повеќе? Или некои миксови? Губам концепт, искрено. Повеќе не можам ја да кажам, пошто и све се менува. Стварно, толку многу брзо станато се. Да, се ни е на дофат. Да, толку турбо се менува. Ево, пред корона беше трап, музика 2 години, бум. После, не знам, пред тоа беше, електронска музика, класична, хаус, таква нешто. Некако многу жанровите се испомешани, некако има миксови. Не можеш да кажеш ни дека е рок-н-рол, ни дека е поп, ни дека е трап, ни дека хип-хоп, некако звуците се, не знам, баш се онака измешани, не можеш да кажеш специфично тоа е. Па конкретно поп као поп музика, баш тоа што го збориш ти, па јесте тоа, popular music, баш е та поента е да создаде од се, да кажем, ајде, што е тренутно најактуелно, тоа да го направи, да створи, да биде кичи, да биде нешто што може да остане во ово, знаеш, затоа и поп музика. Ама искрено, јас се наоѓам негде најмногу на тоа поле, пошто веќе сватив дека тука можам да се испеам оно што сакам да го испеам. Сакам да си направам нешто и од моментална инспирација. Да. И сватив дека сакам стварно да пробам нешто ново и сакам ево официјално да најавам на луѓето дека ќе вадиме нов албум, тоа ветувам јавно, да. Сакам да биде пуштен следната година, искрено да биде пуштено за мој роден ден.
Пошто знаете дека сум увен, не кажам се кога тачно. Се шалам. Ќе биде во април, да како биде и да. негде во април, да бидам, да се почастам себе си, пошто јубилејни роденден треба да си правам следна година. Ти има соработки со некој? Сакам да има, да. Добро. Да, и то не би волел има Има едно, и две, некој. пет, ако можам, зашто да не. Јас премногу сакам да работам со други луѓе искрено, затоа што тоа е уствари поента во животот, што повеќе си помагаме, пошто стварно сум почел од нула, знам колку ми е тешко, знам колку поминав тешко, поготоа сум дошол овде нов, не сум познавал никој и почнеш од нула. Премногу е тешко, стварно е премногу тешко. Ние сме гостопримливи, тоа е добро кај нас искрено. Можеби во некоја друга земја многу е потешко странец да исплива на некое ниво кај нас. Добро, ние сме си исто, сме Добро, ние сме си биле сме си таа држава блиски во секој случај, но пак мислам дека Македонија дава шанси за разлика од други. Како не, согласен со 200%. Па добро, и за Србија например исто, пак ќе кажам, за бивша Југославија генерално тоа е тоа. Па гледате што се случува со Звезда Гранда, со не знам, кога ќе дојде македонец прво како реагува Србин. Македонци наши дошли. Наши. Тоа е тоа вистина, таква се реакција сега. Така да ние сме си тој народ. Така да тоа. Јас сум поголем скопјанец од многу. Па добро, ние сега тука имаме едни подготвени прашања да се ги извлечете, страшни се. Вака професоре, денеска вие ќе бидете студент. Пак извлечете едно прашање. Да се подсетите малку како е. Со задоволство и мислам дека најверојатно и најлесното прашање ги имаме извлечено. Ајде ќе видиме. Па сега за некого лесно, за некого тешко, кој како го доживува. Што ти остана, Марко, тоа прашање? Може со професорот да почнеме. Да. Едно вообичаено прашање, дали знаете да сготвите некое македонско јадење? Па денеска денот на македонскиот јазик, па се со Македонија. Се со Македонија. Морам јавно да се заблагодарам на мојата сопруга. Таа должност условно сум е пренесел последните години на незе. И не е тоа некое моје оправдување во секој случај, но морам да нагласам дека јас овдека како студент сум живеел сам и никогаш не ми било проблем да сготвам било кое јадење, затоа што кога сте сами вие мора да преживувате и да најдете начин како да се нахраните. Во секој случај сум правел барем неколку јадења и делот моите колеги доаѓале со задоволство тоа за кои се тие јадења, кажете ни неколку примери. Некој селско месо со некој не само аспектот на месото и пиперки, суви и така натаму, да сготвам граф, оние вообичаени брзи јадења без исклучок, тоа го правам. То денеска морам да се пофалам, барем во средините каде што заедно сме оделе како зборувам по големо друштво, предпознат ли сум по правење на добра македонска салата. И навистина може би ретко тоа се случува, но секогаш кога година. Ама кога се случува, квалитетно. Прсти да излизаш. И се билува и со љубов, и со задоволство, и количински и така натаму. И во принцип дека мислам дека тоа е го негуваме денеска и дома, салатата е присутна во секаков поглед и мислам дека тоа е задоволство и да се готви и да се јаде. Да шапнете вие кај ќе се носи, може? Да се случайно седне. Случајно да биде таму кај вас. Секако. Ќе сторам авер затоа што сите гости се добре дојдени. Ние кога готвиме и кога правиме салати, кога правите за 10, ја направите за 12, за 15. Не сте, гледате, нема случајности, вистинското прашање ви се падна. Сами си го извлековте. Така е, благодарам. Марија? Имате ли омилена друштвена игра која ја играте кога сте на одмор или дома? Па ти секој ден си играш уствари со твои миленичиња. Да. Омилена игра ти е дружење со нема време за магаренци со Да, секогаш е со нив нешто. Јас што викам на село не може ни депресија да те фати затоа што цело време се смееш со некои нивни интересни. Постојано имате некои догодовштини сигурно. На секој пат. Но интересно е што лани за подарок добив и пошто организираме на ранчот ретрити, добив една како специјални карти, има за луѓе што не се познаваат и за парови. Ја донесо едни од гостите што не беа на ранчот, микроверзум, каде што и баш у
текот на 3 дена, 2 дена ја игравме. Така? Да, и многу интересно што дел од картите се баш интересни прашања каде што можеш да се запознаеш и таа ја игравме, таа е нешто што ми е сега во вакво и караоке. Караоке, ама баш кај нас на ранчот се организира Кој пее караоке. зло не мисли? Не, интересното е што на пример исто како кај вас се ставаат омилени, на пример јас ќе си пишам омилена песна Марко и сега не да ја пееш ти твојата, туку ти влечеш и треба да ја пееш на некој друг. И така да тие некои Одличен игри. концепт. Супер. Марко, какво Ја не прашаш? сум го извлекол. Да? Значи, да, мене ме одото Тебе знам, ти али се ме падна најде. Мене ме најде. Ама те најде. Дека сум овен, само Ама- пази. Колку долго сте подготвени да работите пред да дојдат резултатите? Па то вистинско Колку праше Па, сте. ето ти зборам, само се Бесконечно. дојде. Бесконечно. Искрено, да, бесконечно, одговор е стварно бесконечно. Значи немам пак кажам многу битна работа. Резултатите доаѓаат секако. Значи сега поентата е како сакаш ти да видиш тој резултат. Дали го работиш за себе или го работиш за некој друг. Така. Значи јас не патам да морам да добиам признание, не барам признание никога, сакам само да ми е убаво. Значи Така. тоа е поентата од целата прича. Така да на кого му убаво оно што го правам јас, значи ми разбира енергијата, ме разбира мене како човек и сигурно кога ќе седнеме некој заедно ќе се дружиме и ќе се почувствува тоа. Така е, ќе дојде кај мене на концерт, дали биле 50 луѓе, 20, 100, 1000, 2000, 5000, небитна е бројка, знам дека ќе се чувствуват исто како јас што се чувствувам. Тоа е многу битно. Да. Така да веруј ми дека прашањето мене ништо не би значи, затоа што ти кажам дека Бесконечно јас мисли, да. бесконечно е на вистина, значи стварно, но само сакам да си уживам, само сакам да си работам, ќе ти оставам прашањето за некој друг. Значи мислам дека таман ви се паднале прашања во Супер, кога ќе супер размислам. прашања, да. Прашањето ништо не ви значи затоа што сте дел од одговорот на себе. Така е, браво, браво. Филозофски Браво. кажано, браво. Благодариме, професор. Па не за џабе ги споивме. Вие ќе се правите. Може така? Со задоволство. Уште еден доказ дека одличен избор и одлична спојка на гости сме направиле, без да знаеме дека ќе се надополнуваат едни на други. Стварно, гледаш Верче? Да. Па нема, ти кажав, нема Проја. случајности, да, Да, нема да. случајности. Ако може да реша да ги замолам да ни ги подготват фотографиите од професорот доктор Оливер, да ги погледнеме, еве бидејќи ни е прв пат во Здраво Македонија, да погледнеме што ќе сподели со нас, со вас, почитувани, и секако со збор 2 да ги прокоментираме. Ова фотографија навистина ми е посебно драга, затоа што инспирира години назад. Станува збор за меѓународна недела на Филозофскиот факултет, единствена, уникатна, на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. И сигурен сум дека ваков настан не се организира на другите факултети, дури во регионот. Од прилика мислам дека самата посетеност говори дека навистина станува збор за еден исклучителен настан, повеќе од 30-40 професори доаѓаат од Европа. Еве, секогаш традиционално, некаде на крајот на февруари, во средината на февруари, односно средината или на крајот на февруари, со многу големо учество на студенти, со преку Erasmus плюс програмите, преку CEPUS програмите оваа година, покрај 30 на професори кои беа гости од надвор, со своји излагања, имавме и повеќе од 40 студенти од Хрватски и од други држави, навистина еден престижен настан, прерасна во една традиција и навистина вреди да се негува и понатаму. Овдека на оваа фотографија дадени, односно во мојот кабинет при мене се студент, односно се извинувам средношколците од гимназијата Јосип Броз. Институтите кои ги негува Филозофскиот факултет секоја година во различни настани и активности доаѓаат многу средношколци. Да, за да се запознаат, бидејќи можеби ќе сакаат понатаму да продолжат, да. Да, еден аспект е тоа, но доаѓаат повеќе голем дел од институтите организираат надпревари за средношколците и за филозофија, социологија, историја и така натаму. И навистина тоа е и поприлично Има интерес вака според вас? Има интерес, на наше задоволство. Еве сега имавме еден конкретно на фотографијата беа учениците кои беа составен дел на одредени активности на Институтот за класични студии
и навистина е еден сериозен предизвик кога ќе гледате млади луѓе кои допрва треба да се определат во која насока треба да се развиваат и што треба да изберат како факултет. Ние сме условно мостот или првата подадена рака да подискутираме, да поразговараме. Не по секоја цена ние да му наметнеме дека треба да студираат на Филозофскиот факултет во Скопје, но во секој случај тука секогаш сме да го дадеме онај максимум да се почувствуваат дека можат и имаат активни соговорници и можат да споделат и различни своји информации. Ова фотографија е поврзана и со колечката во организација на општина Кисела вода. Зборувам пред 2 години, една навистина хумана и благодарна мисија, заедно со колегите од Институтот за дефектологија, сега познат како специјална едукација и рехабилитација. Повеќе беше настанот организиран да се помогне, да се изрази висок степен на хуманост и доверба, да се подаде рака на она категорија на граѓани за кои најмногу тоа е потребно. И секако нашите совети, нашата отвореност и нашата верба во сето тоа, идејата беше да се создадат еднакви можности за сите, затоа што на крајот на криштата тоа и го заслужуваат. Овдека на ова фотографија, заедно со моето семејство, најмалку што можам да направам, бидејќи секогаш тие се трпеливи кон мене и кон мојата работа. И вие дават поддршката која е. Ние даваат поддршката. Јас би рекол дека тоа се тивките поддржувачи и постојаните поддржувачи. Дори фигуративно, ако дозволите, постојано ми тргаат прашината од секојдневието, бидејќи обврските, ангажманите се поприлично големи и најмалку што можам да направам е заедно да посветиме некој викенд. И тоа го правиме. Претходната фотографија беше во Брисел. Еве, пред неколку дена се вративме од Бинхен, буквално цела Европа. Идејата е да се патува, да се истражува, да се видат култури. Ме прашавте и за храната, да споредиме и каква храна. Али во секој случај македонската храна е најдобра, без исклучок. Најразновидна. Најразновидна. Овдека сум на јубилеот минатата година, институтот во кој работам, во рамките на Филозофскиот факултет, прослави 50 години од неговото постоење. Навистина една сериозна бројка, сериозен предизвик. И на наше задоволство таа традиција ја продолжуваме и морам да признам дека станува збор за еден од најстарите институти или институции кои се фокусира на прашања од областа на безбедноста, формиран уште од 1975 година. Навистина е и предизвик и престиж да се работи во институт кој апсолутно го дава потребното не само влијание, туку низ призмата на она што го работи, дава еден значаен печат во делот на остварувањето на безбедноста и во сите процеси кои се поврзани со безбедноста. Така, добро. Да. Тука одлични фотографии, да ви благодариме. Да, секако. Само ако ми дозволите една фотографија, затоа што јас мислам дека ќе се почувствувам помалку инфериорен, бидејќи овдека се наметна неколку дискусии, дека се најавија промоции на албуми и така натаму. Морам да нагласам, една од фотографиите се врзува со една од моите промоции пред 3 години. Символиката беше 25 години работно искуство и професионален ангажман, 25 книги. Браво. И морам да најавам сега за нашата македонска јавност, многу брзо, за нецел месец, во јуни, повторно ќе промовирам книга 28 поред во мојата област, безбедносен менеджмент, и навистина тоа е нешто што секогаш ми создава дополнителна и инспирација, и мотивација. И генерално кога знаете дека треба да создадете книги и дела кои треба да останат, го дискутираме и македонскиот јазик, да, сите на македонски јазик, ние како факултет сме уврзани тоа да го правиме. Да. Јас се сеќавам кога ќе направам паралела, јас кога студирав, целата литература беше на српски јазик, немаше толку учебници, да, па и литература. Се согласувам и ние реагиравме на сето тоа, веќе кога сме во македонска држава. Да си биде си на македонски јазик. Нормално е се да биде на македонски јазик и тоа работите на некаков начин. Ете повод уште еднаш да се видиме во јуни. Токму така. Така е.
Одиме понатаму со фотографиите од Марко, да. Јас сум наред. Да, Марко, Па да така погледнеме. велат од режија. Ти ни најави, да. Една интересна приказна која што ќе споделиш. Ова ти е од спотот, веројатно? Спотот, да. Значи, спотот го снимавме во Србија, снимавме во Краговец поточно. Го работеа мои пријатели многу блиски од Србија. И може ова е, како да кажем, некоја најава за нашата соработка, можеби за сите спотови понатаму назад ќе видиме, пошто сакам да ви кажам, има многу ствари што сакам да ви раскажам, а тоа ќе дојдам дополнително, да. Некој друг пат, да. Ова што Ево сме сладка. јас и мојата сестра, да, кога сме били мали. Да, ова е сестра моја, не постара од мене 3 години. Ево сам јас, што од мали години, и со музика. Во мини издание. Во мини издание, да. Али видиш, таа е величина на... Тоа како се викава вие? Вокумени? Вокмен, да. Вокмен, да. Ова беше концертот на Меморија 2017, мислам дека, 18 или 17, да не ме... 2017. 17, да. Ова е било дел од Бела ноќ у Битола. Мене исто многу драг концерт. Тука бевме заедно со Владко Лозановски, иста ноќ, баш беше преубаво беше. Поздравам Битола, фала ви за се. Ево е многу интересантна фотографија на тие Наталија, онде седи, не знам, може да приметиш лево. Ова е делот од Идол, кога бевме пред многу години, имаше бугарско-македонски Идол, не знам дали памтиш така? Беше и Тарабунов. Него таму сме сите, и Дарабунов, и Бојан, и... Да, Бојан беше, кој што беше тогаш? Бети беше со нас. Поздрав до сите. Уште една девојка што пее сега во моментов не ми ти. Наталија, да не мислиш за нејзе? Не, уште една. Да, многу добро сеќавам. Сите бевме пред телевизор да гледаме. Да, вистина. Ево е многу интересантен концепт, тоа сакав баш да ви кажам. Да, и Виктор беше, да. Да. Се сакав да ви кажам, бе многу интересантна работа за баш конкретно за слика. Тука почна нашиот концепт. Ние бевме, мислам, сигурен сум дека бевме прв бенд во Македонија тад во тој момент кој се договорил да направи трибют концерт на Тоше Пројаски од песните, да. И тоа беше многу интересантен концепт. Тоа прво бевме јас, Александра Јанева, доста артисти бевме заедно, пошто прво се правеше концептот као ние, као мојот бенд, да почнеме да составиме трибют концерт за да можеме да кажеме во чест на Тоше, да се направиме како што треба, па сме стигнали до ситуација да толико дигнеме тој бренд што дури отидовме и до Словенија. Значи имавме концерт и тоа беше 14 февруари во Словенија. На 14 февруари се вративме во Словенија, у март веќе беше локдаунот и мораше да прекинеме со концертот. Така беше стварно. Ова е многу интересантна работа исто. Овде правев музика и правев овакво сите видеа за позадина. Ова е аудио представа за ДКЦ Карпош, за Детски културен центар Карпош. Ова беше за јубилеот, не знам колку години од земјотресот на Скопје, сад неќе да ме држите за збор. О писма до Скопје се вика представа, преобова представа. Вистина баш ми било мило да бидам дел од целиот проект, така да ова се мои мали дечиња кога јас сум имал исто краток период од 3 месеци каде што бев ментор во ДКЦ Карпош, бев да кажем неки наставник за драма и ова беше моја група каде што имавме јавниот час на крајот на година каде што деца глумеа во овакво, така да тоа ми е баш онако драга успомена. Ова ми е од првата песма, баш првата сопствена песна, кога имавме промоција во тадашна Хавана. Леле, со Канал 5. Да. Па затоа ви пратив дека е Канал 5. Како не. Така да, тоа ми е онако баш мило фотографија, дека ова е пред не знам колку години, многу години. Многу, баш многу години. Ово нам е исто со трибјутот со Тоше, меѓутоа нам е на струми супер. Мислам дека беше пред преполно повторено. Да, мислам дека беше пред Словенија. Тогаш беше и Васил со нас, и Александра Јанева. Ево е делот од Словенија. Тогаш бевме само јас и Александра Јанева, кој поздравljam обазно ако гледа и посакам се најубаво видов дека ни е трудно и посакам се најубаво. Да, Александра, да, бише гостинка, да. Супер си, Александра си е ептен супер. Одличен женски вокал. Како не, страшен женски вокал. Страшен женски вокал, се согласувам. Така да тоа е тоа, у суштина, не знам. Да, многу убави фотографии. Добро да ги погледнеме фотографиите и од Марија.
да видиме што убаво Дранчот ќе ни Не сподели. ли мислев дека ќе ја видат нешто поинако? Нормално, да, овие ми се Како главните викат, херои. тебе те на чуваме за крај. Здравко Чулич така некако пее. Така, нема проблем. Ова ни се главните херои кои што ќе бидат баш на промоцијата сега у сабота во Три бисери. Ќе биде многу интересно. Секогаш со живот не е Ова е интересно. петел? Си го држиш петела? Да. И юнакот. Овие ни се спасени магаренца, баш затоа и ги пратив овие слики, затоа што едната веќе не е повеќе со нас, е првото магаренце кое што беше донесено кај нас од активисти од Скопје. Така да се надевам дека стварно со книгата, еве ова е Марга што ќе биде во Скопје. Марга еве кој што гледате, она ги ужива сите аспекти на луксус покрај Ама базен. стварно како од филм, Да. Марга е стварно како од филм. Да, Со Марга базен, ќе биде вече во со се. Скопје. Ова е дел од една фотосесија кај мојата пријателка Ана Спиритов Преспа. Поздрав до неа. Така некако и ова е магаренцата кој што пак ќе кажам, за жал кај нас се веќе во изумирање овие животинки и со книгата се надевам дека некако ќе допре до целиот систем, дека и покрај тоа што не ги користиме и злоупотребуваме за физички товар, треба да се зачуваат. Како Така, и веќе уште мислам еднаш дека кај да. Еве, за промоцијата на покана до книгата. сите и ова е од некои рецензенти кои што ни дадоа нивно мислење кога ја прочитаа книгата. кажа тие? Па еве, можат вашите гледачи да видат, ова е како си уживаат, кога не прават ништо. Така да тоа е на кратко околу сето на секојдневие наше. Намерно не ги праќав другите слики, еве, една можеби залутала со коњите, ама сакав акцентот да биде околу промоцијата и околу магаренцата. Но секако ја гледаме ние во позадина сета таа убавина која што ја имаш ти на ранчот и таа природа и ова секојдневие. Да, интересното што книгата е инспирирана баш од тоа што се дружат. Кокошките и петлињата се качуваат на магаренцата и заедно шетаат сегде. И тоа е точно, тоа е точно и баш интересно тоа секојдневие. така и настана книгата за дечиња што е. Леле, морам да ги Така и донесам се на илустрациите. Мора се. Да, навистина. Преубаво е. Да. Ќе бидат Скоро се код некој амерички филм, само колку ја видиш. Да, нели? Навистина, стварно. Баш баш. Не баш. Така е. Ете оно кое што можеме да го прочитаме за оние кои што веќе ја прочитале книгата. Велат, поникогаш забораваме колку е важно да си помагаме и да се бидеме поддршка едни на други. А токму животните се тука за да ни го покажат тоа преку своите дела. Ова е книга што секој мора да ја прочита за да се потсети дека животните се нашите најдобри примери за тоа како да изградиме поубав свет за сите нас. Браво. Така е, да. Мислам дека одлична порака и ете, за сите оние кои што имаат можност на 9 мај од 12 часот да дојдат да се поддржат заедно со вас, особено кажав како проект и како идеја. Секоја чест затоа што оваа книга е напишана и на браво писмо кое што ете и тие дечиња со оштетен вид ќе можат да имаат едно убаво издание и секако да ги негуваат оние вредности на кои што можеби ете денеска позабораваме, но тука сме сите заедно колективно да се посетуваме на овие вредности, Така. да ги споделуваме и заеднички да ја градиме светот, бидејќи и младите ни се иднината. Така е. Така. Тука ќе морам да ви се заблагодарам за вашето гостување во денешното издание на Утринска здраво Македонија. Ви благодарам многу што дојдовте и верувам дека ви беше убаво искуство. Навистина беше не само убаво искуство, туку споивме се и наука, и музика. Малку порелаксирано. Малку Мора, порелаксирано малку и поразлично. во името на колегите мислам дека во ново очекување кога повторно ќе бидеме гости. Така е, Благодариме така е. многу Да се уште гледаме еднаш. само за убави работи.